Почитувани представници на медиуми, почитувани дами и господа, почитувани роми, да не би имале несогласување во делот на прославата на Ромскиот ден на јазикот, сакам да ги информирам сите граѓани на Република Македонија, посебно ромите, посебно Facebook пријателите мои и ваши, кои пишува се и се што на Facebook. Еве, денеска користам прилика да званично го кажем оно што е за ромскиот јазик. Јазикот на еден народ е главен чинител на културниот и националниот идентитет. Првите истражувања за ромскиот јазик биле направени уште во 17 век. Многобројни истражувања од професори и научници докажа дека ромскиот јазик е најблизок до хундистанскиот и урскиот јазик. Како што велат проценките и современите истражувачи, бројот на ромите во Европа е помеѓу 12 и 15 милиони. Повеќе од 60% во земјите на источна и југоисточна Европа го говорат ромскиот јазик. 7 ноември 2015 година прогласен Светскиот ден на ромскиот јазик од страна на УНЕСКО. Дозволете ми да го честитам денешниот ден на сите мои сограѓани и им упатувам порака за негување на нашиот мајчин јазик и зачувување на традицијата и вредностите на ромската заедница во Република Македонија. Воедно, информирам дека како единствен министер Ром ќе поднесам иницијатива до Собранието на Република Македонија за прогласување на овој ден за национален ден на ромскиот јазик во Република Македонија. На овој начин институциите на Република Македонија ќе дадат свој придонес за подобра интеграција на ромите во општеството во Република Македонија. По повод 7 ноември организираме свечена прослава која ќе се одржи на 11 ноември во клубот на пратениците со почеток во 13 часот. Ја користам ова прилика јавно да ги поканам ромските граѓани, ромските организации, друженија, невладени организации да присуствуваат на оваа свеченост. Благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Тука е професорот Демир Латиф, водилот на сите ваши прашања. Го стапувам микрофонот на нашиот професор доктор, кој е моментално на факултетот на Свеучилиште во Загреб, на филозофскиот факултет за романистика. Повелете. Што се однесува до јазикот како и на небитните сегменти на секој општество, на заедница, конкретно до професорот, бидејќи ја познава оваа проблематика, докаде се она прашање за кој голем број на студенти веќе имаат и поднесено, веќе имаат иницијатива со кој бара да се воведе дел во историја, во делот на учебникот по историја, да се воведат лекции каде ќе се изучува историјата, традицијата и јазикот на ромите. Добар ден за сите оние што не ме знаат, јас сум професор на Филозофскиот факултет во Загреб. Да ви информирам само дека во Загреб се отворени дипломски студии, тоа значи магистерски студии по ромистика. Прв пат во Европа се отвараат такви студии по ромистика, што значи секој што ќе заврши ќе биде со звање магистер по ромски јазик, култура и книжевност. Тоа што ние одамна сакавме да го направиме во Македонија, меѓутоа Загреб се покаже како врата помеѓу истокот и западот. Што се однесува до иницијативата на студентите, јас ја видов таа иницијатива неодамна и многу ме радува, затоа што наша заложба беше од пред 20 години, да се направи нешто такво, значи внесување на содржини од ромскиот јазик, култура и книжевност во учебниците, затоа што мора нешто да ви кажам. Тоа што веќе го говорам долги низ години, а тоа е дека ромскиот јазик и култура се, уствари, нивниот извор може да се најде во Македонија. Каде и да отидете, ќе се вратите во оваа земја која се нарекува Македонија. Бидејќи јазикот кој се говори во Македонија е еден од стандардните јазици, бидејќи има два надјазика во ромскиот јазик, нели, тој стратум Е и стратум О, меѓутоа изворот е тука во Република Македонија. Мене многу ми е жал што во последниве 10-12 години ни изгубивме многу време за да го стационираме ромскиот јазик, култура и книжевност на овие простори. Да не заборавиме од овие простори кои се потекнуваат. Значи, авторот на првата граматика во светот Шаип Јусуф, потоа
неверојатниот театар кој направи силен земјотрес во светот, значи во светски рамки, театарот Пралипе и неговиот режисер Рахим Бурхан се од Скопје. Значи тој пат ние го продолживме, меѓутоа не во нашата земја, туку за жал во други земји во југоисточна Европа. Затоа се надевам дека ова иницијатива на министерот, и навистина треба да се поздрави таа иницијатива, ни дава обврска, не само тоа да ние ја сакаме Македонија и мораме да се вратиме, туку ни дава обврска да се вратиме во Македонија и да направиме повторно центарот на светот, значи за ромскиот јазик, за книжевноста, за културата, за историјата е во Македонија. Инаку таа иницијатива на студентите е изворедна и се надевам дека голем број се пријавени и дека тоа многу лесно може да се реши доколку постои волја. Интеграцијата на ромскиот народ започнува токму од тие учебници. Пред неколку години во едно од нашите разговори, да го паметам, беше моментот каде е проблемот, бидејќи имаше катедра која што требаше да се воведе, но изговорот беше дека нема кадар кој што ќе ја раководи таа катедра. Што се случи, дали има потреба да се воведе на факултетско ниво, односно во високо образование? Предметот ромски јазик е внесен на филолошкиот факултет, значи ромски јазик 1, 2, 3 и 4 на филолошкиот факултет Блаже Којнарски во Скопје. Меѓутоа со моето заминување од пред 2 години престана бидејќи нема кој да го води тој предмет тука. Јас работев на филолошки факултет како спонзор на државата, тоест затоа што претходната влада не кеше да прифати, ниту да замисли дека ром професор може да биде на филолошкиот факултет и јас 5 години работев со своја волја, дури паркинг си плаќав на филолошкиот факултет без ниту еден денар и ги држев предавањата по ромски јазик, потпишував испити, легував во проектот на Еразмус, имавме студенти од Полска, од Германија тука кои го избираа ромскиот јазик и доаѓаа специјално во Скопје за да го учат јазикот, меѓутоа изговорот на претходната влада беше дека цигански јазик не може да се изучува на филолошкиот факултет и секако така прекина мојата волја си замина во Скопје. Педагошкиот факултет може да направи. Министерот нешто сугерира, меѓутоа подобро е тој да ви го каже тоа. Во тој дел, пошто спомнавте дали ќе може да се внесе во факултативна настава, ние веќе разговараме. Тоа и го кажав кога беше што работи мојот кабинет за првите 100 дена. Ние веќе разговараме со педагошкиот факултет и веќе сме во завршна фаза да после да има студии на ромски јазик во педагошката академија, со тоа што ќе има одреден број да магистрираат во делот на ромски јазик и тоа сме во фаза на приготвување на тој елаборат, веќе без тој елаборат ќе не може тоа да го направиме. Професорот е тука, он го прави елаборатот, сметаме дека од наредната година ќе почне да има и магистри по романистика во педагошкиот факултет во Скопје. Тоа е една новина која до сега не сме ја кажале во јавноста, само рековме дека на првите следа дека работиме во тој дел да има и факултативна настава, односно магистратури по педагошки студиска група. Тие што завршиле педагошка академија, толку знам дека тоа е едно од битните и тоа што ви интересира вас. Меѓутоа, ние тука не застануваме, ние сме реформска млада, имаме поддршка од премиерот, што е многу битно, имаме поддршка од Министерот за образование и сметаме дека ќе одиме понатака и ќе имате прилика да видите што ова влада ќе направи во делот на ромското прашање во Република Македонија. Веројатно значи дека сте имали разговори со министерката за образование и наука во основа прашање. Да. Разговараме. Реков дека имаме поддршка, имаме согласност дека тоа може да го правиме. Разговаравме и со ректорот на педагошкиот факултет. Исто и таму се дефинирани работите. Затоа ви реков тој елаборат треба да го приготви професорот доктор Демир Латиф и тоа ќе биде готов веројатно следната година до некој период до 4-ти месец, така рачунаме. И пети, за да имаме
тој елаборат да не го прифати ректоратот, за да може да има упис во следната 2018 година во педагошкиот факултет. Че инсистираме и да има стипендии од страна на Ромскиот едукативен фонд за тие лица кои ќе одат на тој факултет. Затоа што така може само да го унапредиме ромскиот јазик во Република Македонија. И јас лично сметам дека без култура, без историја, без јазик се губи идентитетот на еден народ, една нација, еден народ, односно ромскиот народ, односно заедницата во Република Македонија. И очекувам дека со ангажманот што го дава професорот доктор Демир Лјатив, сметам дека е многу голем и е за поздравување и мораме да покажеме на граѓаните на Република Македонија дека во оваа држава има живот за сите, во оваа држава се почитуваат сите граѓани подеднакво и затоа очекуваме дека она што е за мене како министер во оваа влада, дека имам комплетна поддршка и од премиерот, и од Министерот за образование, и од сите други останати министри кои се во делот на соработка со мојот кабинет во владата на Република Македонија. Што има кратко прашање, како ќе вршите дефицитот на кадар за да не дојдеме во ситуација повторно да биде образложение дека нема кадар кој што ќе раководи со оваа катедра? Професор ќе го објасни. Кадар имаме, значи, за предавања, бидејќи на педагошкиот факултет студиската група поглавно ќе се занимава со ромскиот јазик, со ромската книжевност и со ромската култура. Тоа се предмети кои ќе бидат внесени на педагошкиот факултет, ќе се обнови и ќе се обноват и студиите на филолошкиот факултет, значи ромскиот јазик ќе се изучува како дел од како лекторат на филолошкиот факултет. Имаме кадар доволен и се надеваме дека веќе после 3 години ќе излезат првите кадри кои ќе ги заменат веќе постоечките кадри. Интенцијата не е да само да се отвори нешто, туку интенцијата е да се појават млади луѓе кои ќе го продолжат нели сето она што ние го работиме. И инаку тоа што сакам да ви го кажам е дека ако веќе се работи, секогаш на нас не вика вие немате кадар за да го направи тоа. Меѓутоа, што е превземено за да се створи кадар? И сега дури ние немаме ни наставници по ромски јазик, бидејќи тие наставници се наставници по некоја друга струка, кои случајно се наоѓаат во училиштата, не знаејќи го и ромскиот јазик и така многу полошо се одвива наставата по ромски јазик на изборно ниво во Република Македонија. А најлесно за да се направи нешто е да се направат учители, бидејќи секој народ, доколку нема учители, во тој смисол веќе тој не постои како народ. А ромите со овој чин, значи со оваа иницијатива на министерот, ќе добијат нешто што се вика институционално покривање во образовниот систем за ромите, тоест создавање на ромски учители. И од тука веќе почнува една нова ера во образованието и сите работи кои се правени на ниво на алтернативни решенија се завршуваат со влезот на ромскиот јазик во институциите. Ако нема прашање, благодарам. Посебно ми е драго што денеска го објавивме званично денот, прогласувањето денот на ромскиот јазик, бидејќи ова е документ кој треба сите да го знаат ромите, дека на 7 е прогласен денот на ромскиот јазик од страна на УНЕСКО, односно Обединетите нации. Благодарам.